Охриѓанецот Димитар Печиновски е македонски репрезентативец во текбол, или ако сакате попластично, серва, на која сите одлично се сеќаваме. Димитар живее во Србија, предава историја во основно училиште во Нови Сад, а од 2019 година активно тренира текбол. Зад него се 3 светски првенства и учество на Европски олимписки игри. Покрена репрезентативно, активен е и на клупско ниво. Вели дека во Македонија за жал текболот се уште е на ниско ниво, но се надева дека за овој спорт доаѓаат подобри денови. На почетокот, Димитар, накратко за самиот спорт, за оние кои можеби не знаат што опфаќа текбол. Самиот спорт е замислен како комбинација на пинг-понг и на фудбал. Пинг-понг поради тоа што играме на маса, за разлика од масата за пинг-понг, нашата е закривена на крајовите, што додатно ја чини ова игра поинтересна, а елементи од фудбал затоа што е дозволено да се користи секој дел од тело, освен на рака. Меѓутоа, некоја моја дефиниција на овој спорт е нешто тотално поинакво од ова сега што го кажав. Повеќе е сличен самиот спорт со некои игри ние што ги знаеме како серва, ножен тенис или такви некои варијации со топка на оваа игра. Зошто го избра токму текболот и колку време се занимаваш со овој спорт, дали играш сингл или во парови? Со самиот спорт се запознав негде 2018 година, кога дел од мојата екипа со кој заедно игравме фудбал го откри овој спорт и заминаа на првиот турнир од текбол и одма ми рекоа дека е ова спорт кој може мене многу да ми одговарат кога е играњето во прашање и кога беше организиран првиот меѓународен турнир во 2019 година во Нови Сад, зедов учество и навистина ми се допадна самиот спорт и може да се каже дека негде од ноември 2019 година го тренирам и се занимавам со овој спорт. Најмногу се надпреварувам во поединечна конкуренција, но кога имам прилика да се надпреварувам и во комбинација на парови, секако дека земам учество и во таа дисциплина, исто така и во комбинација машко-женски парови, што е според мене најинтересна дисциплина која постои моментално во текболов. Така спомена, во досегашната кариера ја имаш представувано Македонија на светски и европски првенства, а еве неодамна се врати од Краков, каде учествуваше на европските игри. Со какви резултати и впечатоци се враќаш конкретно ти и останатите членови на репрезентацијата од ваквите настапи? Дали се стекна со дополнителни искуства? Досега имам настапувано на 3 светска првенства, меѓутоа нешто што можам да кажам дека е круна на мојата досегашна кариера, секако се недавно завршените Европски олимписки игри во Краков. Пред 2 години, кога беше објавено официјално дека овој спорт ќе се најде во програма на Европски олимписки игри, тоа го зедов како некоја цел да се квалификува меѓу најдобрите европски играчи и успеав во тоа и тоа е нешто што ме чини навистина среќен поради тоа што успеав да се најдам таму. Впечатоците се секако одлични, ја користиме секоја прилика да се прикажеме таму во најдобро светло, не само на теренот, него така и надвор од него, да се прикажеме прво себе си, потоа својата земја, својот град, да го представиме во најдобро можно светло. Беше навистина голема чест да се биде дел од македонската делегација на Европските олимписки игри во Краков. Многу пријатна атмосфера владаше меѓу сите наши учесници и мислам дека тоа е еден здрав пристап кон комплетното надпреварување и мислам дека е тоа некоја здрава основа за во иднина да бележиме што подобри резултати генерално во сите спортови кога е македонски спорт во прашање. Имаше преговори за текболот да стане олимписка дисциплина. До каде е постапката? Ова беше некој вовед во тоа што следи сите ние играчи од текбол што се надеваме, дека од 2028 година изванично текболов ќе стане олимписки спорт. Меѓутоа, во наредните неколку месеци ќе се дознае дали текболот ќе биде олимписки спорт. На кој ниво е овој спорт во Македонија? Кај нас, за жал, се уште овој спорт е на низок ниво. Најголем проблем е тоа што немаме маси за играње и на тој начин не можеш да го представиш адекватно спортот.
со турнирот кој се одржа во јануари во Скопје, почна некои нови моменти да се дешаваат, така да мислам дека за овој спорт во нашата земја идет подобри деној и се надевам дека следната година во ова време ќе бидам овдека гостин и дека ќе можам да најавам некој голем турнир во нашиот град. Исто во регионов многу се работи за спортот да заживее и да стане што популарен, да се направи една голема база на играчи, така да веќе од 30 јули во Бар во Црна Гора почнува Јадранска лига. Би требало да се одржат неколку турнири во Црна Гора, во Македонија, во Србија, Босна и во Хрватска и на крај ќе видиме кој ќе биде победник од првата Јадранска лига. И за крај, Димитар, да ни кажеш кои се твоите планови за во иднина? Моите планови за иднина моментално се максимално поврзани со самиот спорт, но пред све гледам да се опоравам бидејќи влечам една многу незгодна повреда од самиот турнир од јануари од Скопје, така да гледам да се опоравам што побрзо и што подобро за да можам да на што подобар начин да се представувам во идните настани кои се поврзани со самиот спорт. Дали до крајот на годинава има нешто друго да кажем? Има. Текбол е спорт кој се повеќе шири низ цел свет и за почеток на август е закажана азијска турнеја, турнири во Кина и во Тајланд, потоа следи турнир во Лос Анџелес, па мислам дека е Рио де Жанеиро почеток на септември. Меѓутоа мораме да бидеме реални според нашите планови, нашите услови за овие турнири надпревари, така да мислам дека прв меѓународен турнир на кој ќе можам да се надпреварувам е турнирот во Пула на 15 септември во Хрватска.